Ќе дадам само соодветна најава за нашиот Иван Христов. Споменав утринава дека вистина живееме во време кога се почесто сме сведоци булингот и насилството ни е некако за жал катадневно нешто го соопштуваме како тема, настан во рамки на информативното издание на Телма, меѓутоа и во рамки на календарската година во утринската. Меѓутоа сведоци бевме на последните да речем лоши сценарија во аеродром каде што имаше вандализам и јас би рекол се поголеми тешкоти кај децата и младите во справувањето со тие собствени емоции, така што не само тој, веројатно и неговите колеги предупредуваат дека агресијата ретко е проблем, можеби некој пат сама по себе, меѓутоа најчесто е симптом на подлабока емотивна болка, несигурност, осаменост или пак чувство на неприпадност. И вистина во ера на социјални мрежи, постојаните споредби, брзите задоволства и се помалку вистински разговори, па и интроспективно планирање длабоко во себе, предизвикот да се израсне емотивно стабилно дете никој пат не бил поголем како досега. И сега како да препознаме кога детето не бара само внимание, туку она што би го нотирал помош, каде се тука оние психолошки корени на агресивно и деструктивно однесување, дали булингот започнува во самата училница или многу порано, ќе речеме во семејството за жал, во општеството или во начинот на кој што комуницираме со нашите деца. Така што ова ќе бидат дел од прашањата кои што ќе ги говорам со нашиот Иван Христов, инаку детски психолог и гешталт психотерапевт под супервизија. Така, веќе не? Инаку сакам да те прашам и бидејќи сме си пријатели лично, добро утро уште еднаш. Добро утро. Прв пат јас си на телевизија, ако долго време се договараме за ова гостување. Така. Што значи под супервизија во суштина како додавка? Да, во текот на едукацијата, затоа што за да се биде психотерапевт, треба да има доедукација после факултетот, од кога ќе завршиме психологија, Добро. Има доедукација за психотерапија. Има една фаза во таа едукација кога почнува да се работи со клиенти, меѓутоа се уште под супервизија, односно тоа значи дека разговараме, зборуваме за како се чувствуваме додека работиме, се додека не го полагаме финалниот испит. И практично вас ве наблюдуваат? Да, не наблюдуваат, туку не на лице место не наблюдуваат кога работиме, туку од кога ќе сработам, потоа еднашка во месецот или два пати во месецот одам кај поискусен психотерапевт, односно супервизор, каде што споделувам кои се моите чувства додека сум работел, грижи и сите тие работи. Доста поддржувачки еден процес и многу значаен процес во едукацијата за психотерапија. Бидејќи јас и ти сме пријатели, долго време и морам да кажам дека барем во твојата практична изведба на она што ти е по вокација и редовната твоја работилница или лабораторија, најчесто се дечиња. Да, и деца и возрастни. И возрастни, да, меѓутоа морам да признам дека во мојот близок круг на луѓе што ве познам од психолози, мислам дека од една страна ти е забавно и сакаш да придонесеш повеќе за децата, нели, да некако да се соочат со своите лични емоции, па во момент кога нели еден соговорник ми откажа, реков ова ќе биде вистинска прилика, јас и ти некаде во овој период да отвориме темата. Инаку те повикав се со цел некако вандализмот го гледаме и таа самодеструкција постојано. И мислам дека е соодветно време чисто нака летниот распуст кој што заврши да го искористат децата пробоно, волонтерски во некој можеби општествени одговорни своји некои животни проекти и така натаму и се велам ајде да го направиме со тебе како една тема разговор. Меѓутоа ајде вака би започнал. Во јавноста најчесто велиме дека едно дете е проблематично или агресивно, но современата психологија, Иван, предупредува дека агресивното однесување често е симптом, а не диагноза. Би те прашал дали првото прашање што треба да си го поставиме можеби на себе кога гледаме вакви нели можеби илустрации лоши е не што прави детето, туку што му се случува на детето. Бидејќи често знаеме јас и ти да кажеме дека некој пат контрастот на размислувањата го имаме и соочувањето со нашите родители. Живееле во друга доба, веројатно и методологиите на справување со емоциите биле поинакви. Ама кога би ти го поставил ова прашање сега, што бил твојот одговор? Прво, добро утро до сите, сакам да кажам, ти кажав на тебе, меѓутоа и на вашите гледачи. Прво сакам да кажам дека агресијата не е ништо лошо. Агресијата е нешто што постои со функција, како и сите други работи што постојат кај нас. Агресијата постои со одредена функција во нашето тело. Јас сум гешталт терапевт, како што кажа, и баш во гешталт терапијата кажува дека постои нешто како позитивна агресија, односно агресија која е здрава агресија, и тоа е да речеме агресијата кога жвакаме храна. Односно за да асимилираме работи,
За да можеме да ги распарчиме работите и да ги земеме хранливите материи, нас ни е потребна агресија. И не знам ако сте слушале, ако слушале луѓе, тие кои се слушал психолози, многу често кажуваат дека нели на мали деца треба да им се даваат корки да јадат тврда храна, да не биде само мека, за да можат со своите заби да изразуваат својата агресија. И без агресија нема асимилација на работи. Не можеме да повнатрешниме работи. Колку добра метафора. Да, тоа е идејата всушност. Зошто постои? Затоа што се што постои кај нас всушност има некаква адаптабилна функција. Не постои ништо само заради џабе. Дали е лутина, дали е тага, дали е агресија, се постои со некаква функција. Меѓутоа, кога не им даваме на децата простор, таа агресија да представат во здрава агресија, да ја представат на здрав начин, затоа што агресијата доаѓа од лутина, а лутината е тука за да направи некаква промена. Нели се лутам на работите, сакам да ги сменам. Кога јас се чувствувам дека мојата лутина не вродува со плод, одам во деструкција. Така да сакам да кажам, како што кажавме дека деструкцијата е симптом, не е само симптом кај самото дете дека има проблем. Тука е симптом на општеството, симптом на системот, симптом на тоа што нудиме ние на нашите деца и како се справуваме со нивната лутина. Како е колективна емоција. Некој пат би се прашале што може детенце, ајде сега ќе одиме на многу помала возраст, од 2, 3, 4 години, да чувствува агресија толкова голема за да направи такво дело. Некој пат си видиш, чека, нема искуство детето, што се случува сега? Агресијата, односно ајде ќе земам агресијата, можеби како емоција наследена која што се има вродена. Затоа што да, сакам да кажам, прво, агресијата не е емоција, агресијата е однесување, имаме агресивно однесување, кое што доаѓа од емоцијата лутина. И лутината е природна. Имаме ние лутина кога нешто не ни се допаѓа, на мало дете нешто не му се допаѓа, ќе му дадат нешто да јаде, не му се допаѓа, ќе земе ќе го фрли. И сега тоа ние за малото дете не е тоа јас сакам да покажам дека сум лут, туку е буквално ова не ми се допаѓа мене. Така да само што како што растеме, заради тоа што да не заборавиме дека уште од мали, додека сме малечки, ние нас ни кажуваат што е прифатливо, што не е прифатливо, што е многу природно да се разбереме, не е дека од една страна не фрустрираме, од друга страна не учи да бидеме адаптабилни во општество каде што има правила. Меѓутоа кога таа лутина не се уважува, не е покажана на правилен начин, затоа што има, например, спортот е најдобар начин вентилот е еден од начините. Е спорт, уметност, има многу работи како децата може тоа да го изразат, меѓутоа треба возрастните да го уважат. Кога не го уважуваат, а генерално лутината не само кај децата, нашата лутина како возрастни не е уважена во нашето општество и систем, не е во ред да сме лути, не е во ред ништо да правиме и таа пошто ние така системски поимаме, да речеме и културолошки, пошто не знаеме да изразиме лутината, таа се наталожува кај нас и на крај експлодирува, да, како експрес лонец кога нели не е пуштено вентилчето, одеднаш ке се случува експлозија и таа оди во деструктивни однесувања. Така да сакам да кажам овдека е деструкцијата и агресијата се симптом апсолутно и кај самиот човек, и кај семејството, и кај групата, и кај општеството, и кај системот. Значи на сите нивоа агресијата многу јасно покажува затоа што лутината има здрава лутина, има здрава агресија. И таа може да биде во менување на работи, во промена, во борба, а оди во деструкција во некои комплетно незначени работи. Јас навистина ова ми е многу чуден начин на деструкција, особено затоа што спомена, нели имаше некоја снимка од како млади луѓе. Јас и ти го коментиравме, затоа и те повикав, да. Снимка која млади луѓе, тинеџери, дури нели адолесценти, не се ни толку мали, каде што кршат лулашки, мислам дека беше нели детско игралиште, детско игралиште. Каде што не е ова прв пат. Јас од кога знам за себе, некој нели не е ова денеска младиве кршат. Во Скопје скоро сите клупи се искршени, многу често се кршат знаци, се крши се што е јавно добро, се крши. Ми текнува дека имавме еден случај каде што на споменик нели беше пресечен, имаше еден споменик во паркот каде што мислам и тоа авторката која што беше нејзина сестра ми. Така, сакам да кажам многу често гледаме таков тип на деструкција и тоа е апсолутно симптом заради тоа што младите најчесто немаат, каде ние се уште немаме младински центри. Се уште немаме младински. Јас на пример во 2010 година 11 живеа во Естонија. Во Естонија буквално во секое мало имаше младински центар. Да, од прилика 30 квадрата простор каде што имаше 2-3
PlayStation, пинг-понг маса, вработени социјални работници или едукатори, каде што прават различни активности со различни групи на деца. И тоа беа збирни места за децата, каде што таму можат децата да разменуваат искуства, да креираат, не знам, да спортуваат, пак се наблюдувани, пак имаат места каде што се дружат и некој ќе рече, нели, па не сите ги кршиме клупети иако ги нема. Да, меѓутоа има и најчесто многу ранливи деца, деца кои што навидум изгледаат силно заради тоа што во нашата култура на тоа што значи да се биде машко. А всушност кревкост. А многу ранливост и кревкост во позадина и многу неуваженост, многу невиденост, многу болка и тоа нема каде да оди. Нема каде, затоа што нашиот систем, нашето општество не може тоа да го поддржи и излегува на таков начин. Некој пат сте се советувале со колегите само иницијативно да направите такви младински центри или некој се обидува да речеме така? Имало обиди, меѓутоа сепак тие младински центри во почетоците кога започнуваат се зависни од проекти, зашто тука не се само луѓето, тука имаме најразлични материјали, простор, сето тоа. А кога е нешто проект, тоа треба потоа од кога ќе помине проектот да стане дел од нашиот систем, кој што се уште не е станато. Така да апсолутно простор каде што младите ќе може да се изразуваат е клучниот во тоа што правиме со нивната лутина и агресија. Иван, Светската здравствена организација предупредува дека насилството меѓу младите представува веќе баш онака, јас би рекол, сериозен јавен здравствен предизвик, повеќе стручни лица дека кои ти говорат за некој пат и таа често ја знаеме да ја спомнеме во телма емоционална неписменост кај децата. Дали можеби агресијата кога веќе ја споменуваме е всушност јазик на тие емоции што велиш, што никој не ги научил да ги именуваат? Емоционалната писменост не е само од аспект на тоа да ги именувам, тука е да ги препознам, ама затоа што емоции и сите тие однесувања не се учат од книга, се учат по модел. Кога ние имаме возрастни кои што се емоционално... Што ќе правиме со денешните модели? Да, и имаме. Да кажам дека имаме дефинитивно. Имаме и како да кажам, и момчиња, и мажи кои што се ранливи и се емоционално писмени, и се емоционално зрели, и се во контакт со своите емоции, со својата ранливост. Затоа што во психологијата постои едно правило, нема ништо похрабро од ранливоста. Многу е лесно да се биде како да кажам насилен и така да се заштитам себе, меѓутоа тоа е нели фасадата. Вистинската храброст доаѓа кога ја сум ранлив, отворен, кога оставам простор да слушнам и ги комуницирам моите и како да кажам неприфатени емоции, тешки неприфатени, не мора да се тешки, неприфатени емоции, и да бидам вистински храбар и да стојам за тоа. За жал, јас кога растев тоа го немавме како модели, нели, правите мажи беа опасни типови во нели така во акциони филмови каде што се пукаат, тепаат и сето тоа. Денеска малку тоа се менува, што е многу супер, меѓутоа апсолутно треба и во општеството да ствараме простори каде што ќе се сретнуваат младите, едни со други, ќе разменуваат, ќе зборуваат. Колку често агресивното однесување всушност една последица на страв, барем од досегашната твоја практична настава што се има, што се вели отфрленост, осаменост или чувство дека детето никому не му е важно. Најчесто психолозите, барем од искуството во сите овие програми, велат дека емоцијата сама по себе никогаш не била проблем, ами начинот на која ја изразуваме. Дали најголемата грешка која што можеби нели како родители е што ги учиме децата да ги потиснуваат без од агресијата, наместо како што велиш да ги разбереме, да влеземе во нивни чели и да го разбереме нивниот свет во тој момент. Фала ти за прашањето, само сега ќе кажам нешто што кога го спомнувам на многу луѓе ми револуционерно. Всушност, сите емоции имаат, нели, тие се како квалитет, меѓутоа имаат и квантитет. И можеме да замислиме дека има лутина од 0 до 100. Меѓутоа во нашето општество ние лутината ја препознаваме само од 90 до 100. Од кога некој ќе се раздере, ќе тресне и тогаш што ти е од каде оваа лутина? Други параметри нема. Тоа сакам да кажам. Лутината во најблагата своја форма и во својата најпозитивна форма на лутина е зборот не. Со не покажувам лутина. Дури наједноставно прашање. Гладен си? Не. Како знам дека е лутина, пошто прашаме 100 пати дали сум гладен, и ако кажам не, ќе видиме нели како тоа ќе прогресира.
Зборчето не доаѓа од емоцијата лутина и е многу здраво. И е најдоброто нешто што постои. Мене лутината ми е омилена емоција затоа што таа носи промена. Таа ги менува работите. И е револуционерна, го кажа. И е револуционерна. Меѓутоа, кога ние децата 100 пати ќе ни речат не, кога децата ќе ги ставиме во ситуации кои што не им се допаѓаат, кога нема да им оставиме простор да се искажат, кога нема да им оставиме простор да изберат, кога нашиот став денеска барем по училишта или не знам каде, дека децата всушност не знаат што сакаат, дека тие не разбираат, воопшто не е така. Децата уште многу мали, деца уште на 3-4 години знаат што сакаат и што не сакаат. Буквално така да сега да кажем, а не па деца што имаат 15-16 години тука нели доаѓа таа борба веќе, доаѓа тоа да сакаат да го менуваат светот, веќе стануваат социјално и политички свесни. Поентата е како да се носиме со ова е затоа што имаат многу емоции младите, е ние возрастните да го разбереме ова, првенствено кај себе, затоа што јас ако не ја разбирам мојата лутина, не можам да разбирам не лутината кај детето. И да ги водиме и да им дадеме простор да можат да се искажат, да кажат, да променат, затоа што навистина е гениално. Сакам да кажам, еве мене тинејџери ми се, навистина ќе кажам, и адолесценти се една прекрасна група, каде што толку работи менуваат и толку го имаат, како да кажам, толку имаат една свесност за се околу нив. Значи не е само ќе го направам ова затоа што мене ми е добро, туку го правим ова затоа што на сите ни е добро. Јас на сите им кажам, ако сакате да решавате проблеми, давајте им ги на тинеџери. Ти се случува тебе личен аха момент во разговор со адолесценти каде што тебе ти се менува целата? Апсолутно, да? Скроз. Јас дел сум од една студија која работиме со млади и од дел од студијата кога правиме валидација на податоците, правиме фокус групи. Тоа што излегува од младите луѓе на фокус групи е фасцинантно. Навидуваат чуда од таа навидум агресија и лутина, меѓутоа кога е оставен простор да биде здрава, а не да оди во деструкција, кога е веќе нели потисната и неуважена. Често го користите поимот корегулација. Според кој нели секое дете нели прво учи да ги регулира емоциите преку, ајде ќе кажам, смирен возрасен, ако можем така преку регулиран возрасен. Преку регулиран возрасен. Така. И сега, ако родителот самиот не знае да го контролира својот бес, претпоставам дека реално детето може да го научи како да го контролира својот. Дали реално може да го научи детето како да го контролира својот? Така е, прво ќе кажам, добро е што децата додека растат во наши општества гледаат многу возрастни. Така да апсолутно не е само затоа што така луѓето мислат дека нели ако мајката била, не знам, не успеала да се контролира кога детето било мало, детево сега како ќе знае, не е баш така. Најчесто имаат многу модели и ние гледаме, јас имам случаеви што ги познавам од агресивни родители, смирени деца и обратно. Меѓутоа, корегулацијата доаѓа повторно, ќе кажам, кога возрастниот станува свесен за својата емоција. Не мора да е само лутината и агресијата. Било која друга. Туку да е и стравот, да е и тагата и сето тоа, апсолутно детето дека учи да не само, како да кажам, не само на подсвесно или на телесно ниво како да регулира и корегулира својата емоција, туку учи и преку модел како е прифатливо да се справуваме со ова. Така да, апсолутно е така, ма сакам да кажам, еви, кога ќе спомнем деструкцијава, ние апсолутно растеме во свет каде што гледаме деструкција на различни работи. Ние растеме во општество каде што возрастните како прават деструкција, не кршат лулашки, меѓутоа кршат многу други работи, ги кршат вредностите во кои што постои, и млади ви викаат добро, ако ова може, па и ова може. Така да имаме голема улога во се во ова. Многу го спомена. Практично ги кршиме системите, го кршиме. Или го ќе речеш, дали ја сакаш својата татковина? Ја сакам својата татковина. Момче, јутубер кој што нели на спортски настан заврши, па случајно, нели, во вистинско место ги фаќа што се вели со својот мобилен телефон. Претпоставам дека кога така вирално ќе се прошири, може кај вас нели да се отворат теми на разговор, па да потекне нешто друго и друго, ама не ве вас нешто несекојно, бидејќи кај вас доаѓаат сериозно нели различни животни представи што се вели во лабораторија, ама не е наше. Во училиште е сериозен проблем, децата го кршат инвентарот. Тоа е негова клупа, тоа е негово столче, тој седи на столчето. Не знам кој да го донел, не е важно од каде. Нели, ама не го присвојуваат. Тоа сакам да кажам, децата го крши, не го гледа како свое, а тој седи на столчето. Игралиштето е за нас, јас пак кажувам. Автобусот е наш автобус, семафорот е наш семафор, паркот е наш парк.
И тоа сликата ми тигна на интернет, човек вози точак и зима дрво и си ја ставу предно тркало и се утепува, така да некако тоа најдобро го опишува. Тоа што се случува затоа што тој агресивно прави нешто, не знамете, деструктивно крши нешто, ама тоа што го крши е негово, наше, така некако ставени пред брезик да бидеме people pleaser, односно задоволувачи нели на тугите чувства, емоции, состојби така натаму и нели најчесто секогаш одговорот е да за да не повредиш туги чувства. Сега во случајот кога дете ќе каже не ми е гајле, дали навистина не му е грижа или тоа е можеби некаков механизам на одбрана со кој што се штити себе си од некое ново разочарување. Супер, прво сакав да кажам многу битно затоа што го кажа кога кажа, нели научени сме да сме задоволувачи на луѓе да не кажуваме не. Секој пат кога јас кажувам да, на нешто друго кажувам не. Добро. Ако јас се сложувам за нешто што не ми одговара, јас всушност ти кажувам не на себе, на моето внатрешно чувство и тука веќе тензијата почнува да расте затоа што јас чувствувам незадоволство, односно како беше јас кажувам да на луѓето, ама тоа не сум сакал да го направам, па дури на нив им се лутам што сум кажал да, нели, што ме прашале воопшто. Тоа е многу интересно, а кажа многу убаво затоа што кажа не ми е гајле, има разлика меѓу не и не ми е гајле. Затоа што често не е многу јасно поставување на граница. Не ми е гајле, за мене е крик, повик за тоа како дојде да не ти е гајле, односно имам че укажуваат на тоа што им се случува и кога некој ќе каже не ми е гајле, всушност е ај кажи го спротивното, односно дека ми е гајле, односно дека ми е значајно. Затоа што има тука малце нели една обрамбена доза на тоа дека јас сакам да покажам дека ова не ме тангира или не ме интересира, а не е така. Колку е убаво што всушност ние како ајде обсерватори, обични граѓани, а вие како психолози, колку секој збор интерпункцијски како е поставено, како е кажано, го анализирате, кај нас не ми е гајле може да биде истото е како одговор. Луѓето се кажуваат, тоа е само колку сакаме да го видиме. Може би парадоксален начин, според тебе ме интересира, да провери дали некој навистина се грижи за него или дали ќе остане покрај него без разлика на неговото однесување. Да, апсолутно. Ние прво, пошто лутината супер што збориме, е исто така емоција што поставува граници, нели со не тестираме до каде може и ние цело време и внатре во нас и со другите луѓе и со работите што се околу нас ги тестираме нашите граници. Сега постојат различни тестови на нашите граници. Прво пак ќе кажам за јас да се тестирам на начин нели да бидам поагресивен за да секој што ќе не каже да не цело време правиме нешто со границите, само значајно јас тоа го кажувам. Кога правиме нешто со границите, тоа може да биде танц, а не борба. Така, затоа што цело време со границите можеме да танцуваме со нив, можеме само да гледаме дека и другиот има своји граници, јас имам своји граници и ние ги тестираме постојано, се адаптираме. Ја на интерес да разговарам со тебе и во иднина, така што ќе ми дозволиш да здравје Боже повторно да се направиме средба. Сосема за крај, бидејќи ти велиш често имаш средба со тинеџери, адолесценти, мали деца, покренели возрастните кои што ти се редовни клиенти, некои од нив можеби немаат хобија и така натаму. Претпоставам дека прва препорака е некој пат тој вентил да го има преку спорт, хоби и така натаму. Што бе препорачал во овој период? Еве распустот ни пристигна, арсеналот време имаат колку сакаат. Сега како тоа корисно ќе се искористи, тоа зависи од нив. Први препораки, како табула раса, ново нешто, како ново животно четиво што треба се да го направат пред нова училишна година. Јас првенствено ќе кажам да бидат заедно. Да сметам дека кога децата се заедно ништо да не прават, дека ќе им текне што да прават. Мене ми текнува сега, јас кога бев дете, беше пред технологија време. И само со седиме не е само скролање, кое што нели дури го изморува мозокот, туку може да играат и видеоигри апсолутно и да гледаат работи. Така да нека уживаат во летото. Стварно е прекрасно. Тоа сега го сваќам колку е убаво кога сме го имале тие 3 месеци слободен простор да одмориме, да бидеме свој. И да не ги пикаме децата во премногу активности, да им дозволиме да бидат деца. Апсолутно. И да бидат своји автентични. Да, и заедно. Ти благодарам. Фала и на тебе. Си се гледаме повторно за скоро. Иван Христо денес во нашата утринска на Телма.